Почитувани граѓани, како советници од СДСМ и НСДП во општина Василево, наша морална обврска е да ви информираме за недомакинското работење и за лагите изнесени низ медиумите од страна на градоначалникот. Тој зборуваше дека во негово време спортот го достигнал најголемиот подем, а сите сме сведоци дека ФК Василево згасна благодарение на неговата неспособност. Не е целта колку голем подем постигна ФК Василево, иако не е некој голем подем учеството во трета фудбалска лига, туку како е можно да се потрошат 35.000 евра народни пари. Нека ни објасни како и каде се потрошени тие пари. Во неговите изјави, во врска со штетите од поплавите, еднаш зборува дека елаборатот е поминат на второстепена комисија, а друг пат дека чека одговор, со што практично докажува дека и тој самиот не знае докаде е стигната постапката. Нека ви одговори вам, како граѓани на општина Василево, кога точно ќе ги добиете вашите пари. Почитувани граѓани, на вчерашната пресконференција соопштивме дека за санација на ударни дупки низ населените места во општина Василево се потрошени 20.000 евра, на што градоначалникот ви покажа фактура од 2.000 евра. Но сепак вистината е поинаква. Еве го извештајот за реализација на програмата за локални патишта, подпишан лично од Ванчо Стојанов, каде под точка 3 стои: извршена е поправка на ударни дупки на локални улици низ населени места со јавното предпријатие Турија Василево во износ од 1.200.000 денари. Еве доказ дека станува збор за 20.000 евра, а не за 2.000 евра, како што тој самиот вели, со цел да бара покритие дека за соодветната сума треба да се изврши тендерска постапка и дека треба да се има соодветна механизација, која ЈП Турија не ја поседува. Кој е во право, проценете сами. Исто така, градоначалникот избегна да одговори на обвинувањата од наша страна за големото задолжување на општина Василево, каде што беше спомната сума од 760.000 евра. Тоа само покажува дека сме во право. Не треба да бидеме изненадени, почитувани граѓани, од големата задолженост на општината, бидејќи во споменатиот извештај за локални патишта, подпишан од Ванчо Стојанов, за пат во должина од 100 метри се потрошени околу 100.000 евра. Тоа е само доказ како се задолжува општината со неговото недомакинско работење.